Дозволата на Титан Усија истекува следната година, но годинава во март мора да започне постапката за барање на нова интегрирана дозвола, за да може цементарницата да продолжи со работа. Но за да ја добие новата дозвола, ќе треба да ги усогласи најновите правила со цел усогласување на европските стандарди. Законот е усвоен во септември 2025 година. Има 2-годишен период за адаптација и стапува во сила во септември 2027. Ова значи построги услови, построги гранични вредности, со голем акцент на енергетската ефикасност и добро управување со отпадот. И Усија, како и сите други, треба да го почитуваат законот, кој стапува на сила на 20 септември. Тоа ќе значи дека фабриките треба да ги применуваат најсовремените достапни технологии и да обезбедат систем за постојано следење на емисиите и други влијанија кон животната средина. Од граѓанската иницијатива Стоп за Усие сметаат дека истекувањето на дозволата на Усие е идеален момент за Министерството за животна средина да ги вметне нивните барања пред да им ја издаде новата дозвола за работа. Од иницијативата најавуваат нов протест за утре и ги повикуваат граѓаните масовно да се приклучат. Сега кога Усие е пред барање за нова интегрирана дозвола, многу лесно може да се вметнат барањата на граѓаните, секако доколку здравјето на граѓаните е побитно од бизнис интересите. Затоа, почитувани граѓани, утре повеќе од било кога е битно да излеземе на протестот и да кажеме стоп за загадувањето од Усие, но и да ги повикаме надлежните кои молчат со децении да се разбудат и конечно да преземат мерки. За борбата против загадувањето на воздухот, од Министерството соопштија дека веќе почнале со замена на системите за грејење на мазут со топлински пумпи и веќе инсталирани се 80 во 38 институции. А како долгорочни мерки се планира проширување на мрежата на централно грејење во урбаните средини, како и субвенции за користење на природен газ.